this country needs to be in the European Union. Ова интервју од ноември 2025 година на ТВ21 е предпоследното кое тогашната американска амбасадорка Анджела Агелер го даде за телевизија од земјава. That someone is working something on the constitutional changes? I think that yes, I am 100% certain that they are So you working. wouldn't agree with anyone arguing that you're turning a blind eye on the constitutional change that this government isn't doing anything? Yeah, I don't believe that. You don't agree or you don't believe that I you're do turning a not. blind eye? I know that they are working very hard. Две недели подоцна, Агелер даде интервју и за ТВ Сител. Тоа е последно телевизиско интервју на амбасадор на САД во земјава. Непосредно пред Нова година, администрацијата на Доналд Трамп ја отповика Анджела Агелер од должноста. Начело на амбасадата на САД во Скопје застана дотогашната заменик амбасадорка Никол Варнс како вршителка на должноста. Таа има активности на терен, но досега немала јавен настап во кој би прокоментирала случување од политичкиот живот во земјава, нешто што беше стандард за сите претходни амбасадори на САД во Македонија. Не сме единствените што ја забележаа промената. Горан Ризаов од фондацијата Метаморфозис го дели мислењето дека јавните настапи на представници на американската амбасада се забележливо редуцирани, иако смета дека амбасадата го задржува прозападното влијание во Македонија. Очигледно е дека Соединетите американски држави со новата администрација имаат делумно сменето надворешната политика во однос на Балканот. Ако не се лажам, во речиси сите земји од регионот на Западен Балкан имаат ВД амбасадори, но тоа не значи дека не се вршат својата работа, кој што е слична на онаа стратегија која што имале предходно, иако не е на тоа ниво на кое што беше пред промената на администрацијата. Отсуството на пораките од САД во јавноста, кои често имаа корективен ефект за девијациите во македонската демократија, остава празен простор. Дел од тој празен простор, смета Ризаов, има тенденција да се полни со дезинформации, лажни вести и манипулативни наративи од трети земји. Тие беа присутни предходно, но сега не се толку видливи контранаративите. Процесот оди рака под рака со намалувањето на поддршката за професионалните медиуми. Професионалното и квалитетно новинарство чини пари. Значи, не можете вие да направите професионален медиумски производ ако немате доволно средства за него. Од друга страна, ширењето на дезинформации и штетни наративи е речиси бесплатно. Значи, тоа се прави масовно и се прави без воопшто да има потреба за проверка, без воопшто да има потреба за контактирање на втората страна, без воопшто да има потреба за придржување до некои етички норми, до кодекси новинарски и така натаму. Ништо од тоа не постои во сферата на ширење на дезинформација и штетни наративи. Одлуките на Вашингтон, кои доведоа до американско пасивизирање во јавниот простор, можеби придонесоа да се создаде простор за други играчи. Но, вели Ризаов, има 5 други елементи што им го отвораат патот на дезинформациите. Слаби институции, ниска професионалност во медиумите, слаби регулаторни тела, поделби на социјалните мрежи за различни прашања и политичко рекламирање за време на избори. Тоа значи дека ширењето на дезинформациите и на штетното странско влијание не е проблем само на новинарството и на медиумите. Тоа е безбедносен и општествен проблем. И од тука одговорот на него треба да биде безбедносен и општествен одговор. Тоа значи дека во одговорот треба да бидат вклучени институциите кои што се, да речеме, кои што имаат мандат да реагираат, треба да бидат вклучени регулаторите, треба да бидат вклучени медиумите, граѓанскиот сектор, па дури и приватниот сектор и академијата може да бидат дел од тој сеопфатен одговор на штетните влијанија. Дека земјава мора да гради своји механизми, покажува и последниот извештај на американскиот Стейт Департмент за Западен Балкан од крајот на мај годинава, во кој пишува: Ерата на градење нации под водство на САД помина. Политиката на САД во Западниот Балкан не е насочена кон спасување или реконструкција, туку кон стабилност и взаемно корисни партнерства. Администрацијата е фокусирана на заекнување на локалните актери, самите да ги решаваат своите предизвици, наместо да се продолжува со прекумерната зависност од меѓународна интервенција или супервизија.
Освен што САД под водство на Трамп сметаат дека локалните актери треба сами да ги решаваат предизвиците, во истиот документ се вели дека се зајакнува мешањето од други земји. Кина и Русија активно се обидуваат да искористат нестабилноста, корупцијата и слабото управување во регионот. Зачувувањето на стабилноста и проширувањето на трговската соработка се мокни алатки во пресретнувањето на малигното влијание во Западниот Балкан. Политичкиот аналитичар Петар Арсовски се согласува дека штетните наративи и влијанија од секогаш се присутни кај нас, но додава сега полесно пробиваат во јавниот простор поради два фактора. Првиот, официјалната стратегија на Стейт Департментот на Соединетите Американски држави веќе и формално зборува дека тие не се гледаат себе си веќе во улога на коректор на демократските вредности на Западниот Балкан, туку се повеќе ориентирани на сопствените интереси пред се економски. А Европската унија има криза на кредибилитет, особено после преговарачката рамка во 2022. Тие два фактора заедно создаваат еден простор во кој македонскиот јавен простор и јавен дискурс е повеќе изложен на влијанието кои секогаш постоеле. За преговарачката рамка за членство на Македонија во Европската Унија од 2022 година, Арсовски вели дека се присутни наративи дека јазикот и идентитетот се под напад, што според него не е точно. Покрај тие има и се разбира плејада по микротаргетирани наративи кои имаат за цел да дозголемат евроскептицизмот, да дозголемат националното чувство, па со тоа и отпорот кон компромис со ЕУ. Тоа е нешто што се забележува во медијскиот простор. Смета дека државата треба да донесе стратешка одлука дека ќе се ориентира кон Европската Унија и тоа да биде главниот наратив во политичкиот дискурс. Тоа во моментот изгледа политички невозможно, имајќи го предвид политичкиот антагонизам на сегашните политички елити кон тој процес. Ако е тоа невозможно, следното најдобро е зголемена едукација и зголемена проверка на факти и зголемено инвестирање во отпорноста на македонскиот медијски систем кон такви наративи. Како во пракса изгледа подривањето на тој посакуван единствен дискурс? Еве еден пример. На почетокот на април годинава, председателката Гордана Силјановска-Давкова ги прими акредитивните писма на новиот амбасадор на Русија во Македонија, Димитри Константинович Зиков. Во мај, тој даде интервју за руската државна агенција ТАСС, која за наслов го избра делот во кој Зиков ја изразува разочараноста што Северна Македонија дава воена и техничка помош на, како што вели, режимот во Киев. Овој дел од интервјуто прво го пренесе српскиот Танјук, па други регионални медиуми, за на крајот да се најде и во македонски портали. А тие што кликнале до целосното интервју, може да ги прочитаат ставовите на Зиков за европската интеграција на земјава. Например, дека критериумите можат многу да варираат. Македонците ова добро го научија за време на нивното придвижување кон Европската Унија. Јасно дека не може да им се верува на европските бирократи. На прашањето пак дали е можно земјите од Западен Балкан да влезат во Европската Унија пред Украина, тој меѓу другото вели: Мислам дека не е целосно оправдано да се говори за проширување на ЕУ. Во пракса, проширувањето не е приоритет за Брисел. Главната задача денеска не е проширувањето, туку милитаризацијата против наводната руска агресија. Русија и нивниот амбасадор споделуваат ставови согласно нивните интереси. Начинот на кој се шират тие ставови кажува и нешто повеќе за тие ставови. Димитар Николовски од Центарот за европски стратегии Евротинг вели дека на социјалните мрежи е особено присутен антиевропскиот наратив и дезинформации поврзани со војната во Украина. Дека Украина дефинитивно ја губи војната, дека Украина не е вистинска држава, дека НАТО ја започна војната, дека Русија води одбранбена војна, да такви наративи гледаме многу. Исто така гледаме конкретни наративи кои се насочени кон Европската Унија со намера да се зголеми евроскептицизмот во државата, а тоа е дека Европската Унија дефинитивно се распаѓа и поради тоа не е веќе ниту корисно, ниту паметно да се прават било какви отстапки на патот кон Европската Унија. Посочува и на теориите на заговор за разнебитување на македонската нација, во кои, ако некогаш главен проблем била Грција, сега е Бугарија. Не сум видел толку голема омраза и толку многу дезинформации кои патуваат од Македонија кон Бугарија или од Бугарија кон Македонија. Значи, зборувам тука за една реципрочна радикализација во однос на дискурсот кој се ствара. И во многу наврати можам да забележам според тоа кој како ги шири тие наративи, дека тоа е организирано од некој центар на моќ.
Не би можел да тврдам дека е тоа секако Русија, но знаеме дека во Бугарија руското влијание е многу поголемо отколку во Македонија, дека тука може да има замешателство, меѓутоа тоа дефинитивно и оди во корист на Русија, значи на непријателството помеѓу Македонија и Бугарија и задржувањето на Македонија на патот кон ЕУ и оди во корист на руските политики за едноставно да нема некоја стабилност и западно влијание на Балканот. Тој не смета дека треба да се прави цензура и контрапропаганда, туку да се вложува во медиумската писменост, што засега е оставено на медиумите и на невладините организации. Мора да се внесе медиумската писменост во основното и средно образование, и тоа навистина сериозно, значи да биде вклучено, некако сега ради реда. И исто така државата мора да се вклучи во медиумски кампањи каде што би се работело на зголемување на медиумската писменост кај возрастните граѓани, значи што е тоа факт-чекирање, што е тоа извор, како работат алгоритмите и така натаму. Ако се подлече црта, дезинформациите не победуваат затоа што се посилни од фактите. Победуваат тогаш кога фактите остануваат без доволно гласови што ќе ги бранат.